Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие го гледате најновото издание на Правда и неправда. Поминува последната недела од кампањата пред вториот круг на председателските избори, каде што главната порака на двајцата кандидати е владење на правото. Околу тоа, зошто и по 30 години сме заглавени во транзициона правда. Зошто е толку тежок патот до правдата? Кои се проблемите со реформите? Разговараме со моите двајца соговорници, кои се адвокати. За адвокатите постои мислење дека се најпрогресивниот дел од општеството и оти се носители на општествено-политички промени во државата. Двајцата мои соговорници се искусни адвокати, зад кои е речиси повеќе од 30 години правничко искуство. Имаат различна специјалност, едниот повеќе работи на граѓанско, корпоративно право и стечај, а вториот на кривичната материја. Им посакувам добре дојде на моите гости. Од мојата лева страна, адвокат Николчо Лазаров, поранешен председател на Штипскиот суд. Да. Еден период направи излет во извршната власт, беше државен секретар во Министерството за правда, а последните неколку години во приватна пракса, адвокат и работи заедно со синот. Добре дојдовте. Добро ве најдов. И од мојата десна страна, познатиот скопски адвокат Звонко Давидович, зад кого е исто така 30 години 19 години најдов податоци адвокатско искуство, а преку 30 присуство на најразлични начини во судовите низ Македонија, а последните години заедно со својот адвокатски пар имаат адвокатско друштво Јанковиќ Давидович. Добро дојдовте. Добро вечер. Сега, почетокот на разговорот ќе го почнам во знакот на кампањата, она што го кажа во воведот, а тоа е дека и двајцата председателски кандидати, особено професорката Гордана Силјановска, ветува владење на правото. Колку шефот на државата реално може да влие на состојбите во третата власт? Николче, да почнам со вас. Благодарам. Па, реално, позицијата на председателот на државата по уставот на Република Северна Македонија се наоѓаме во ситуација да председателот има репрезентативна улога, но во неколку случаеви се јавува и како предлагач на определени членови кои членуваат во определени органи кои имаат влијание во судството, како например уставните судии или членови на судски совет преку Собранието на Република Македонија. Така да, покрај репрезентативната улога имат и улогата на индиректно учество во судската, односно вршењето на судската власт. Но сепак поставените таргети, како што ги нарекуваат двајцата председателски кандидати, владењето на правото и правдата, кај мене се јавува една сериозна дилема. Што е разликата меѓу правото и правдата? Сепак, правдата е нешто на свето и над се. Така да ми останува отворено прашањето и би сакал да го дознам тоа прашање. Верувам дека и колегата ќе ми помогне во тоа. Апсолутно има, се согласувам со мојот колега, има влијание. Неколку пати направиле упад во правниот систем со аболициите кои капом и шаком ги делеа. Последниот пат не чинеше тоа многу. Имаме двајца луѓе чија екстрадиција Грција одби и ден се наоѓаат таму, така да председателот може, условно кажано, да ја замеше работата на судскиот систем. Но не е тоа најбитно. Сме се наслушале вакви пароли. Значи, паролата нема правда, нема мир, беше доскоро додека оваа гарнитура не дојде на власт. Претходно исто беше правда и секој пат се политичките партии пазарат
и го привлекуваат граѓанинот со правдата. Се добива впечаток дека овие флоскули, ако можам така да Баш ги така. наречам, најлесно се Така е. лепат на уморното уво на обичниот граѓанин за владење право, на Така е. правото, на функционална правна држава. Но зошто најтешко се испорачуваат промени токму во Затоа што судството? вака И правосудството пошироко, не само судството. насушна потреба е сите да бидат еднакви пред законот. И тоа е нешто што е демократска и цивилизацијска придобивка. Но ако имате политичка партија или политички партии кои што се борат за власт, и функција им е да ја освојат власта, и тоа им е целта на постоењето, не бираат средства и начин како тоа ќе го направат за добивање на дневно политички поени и други некои работи кои треба да ги остварат, често пати најлесно е да ја ставите раката и да посегнете по правдата за да обезбедите политичко решавање со пазарење во правен систем. Дека државниот интерес позади кој наводно стои упадот во правниот систем значи многу, но тоа долгорочно не чини секој пат многу. И никогаш до сега во овие 30 на години не се пристапило на вистина сериозно кон реформи. Ќе се согласи колегата со мене, само уште една реченица, секој пат кога сме пристапували, не е прв пат да пристапуваме кон реформи. Било нешто што е половично, нешто што било политичко ветување и никогаш сериозно не се направило, и било препишување на закони од други земји без да ги приспособиме на собствените потреби и собствените искуства. Ке ми дозволи господинот Лазаров уште малку да се задржам на вас, бидејќи ме испровоциравте со еден дел од одговорот. И вие бевте дел од шарената револуција. Така е. Ако со оваа флоскула ги таргетираме сите оние кои што во еден период искажаа незадоволство и низ скопските улици Така е. шетаа барајки правда. Меѓутоа, вие во последно време сте во една друга улога и бранител сте на обвинети за 27. Така е. И каде што во име на вашиот клиент барате амнестија од Иванов. Не, вака. Не. Кога бевте искрени против амнестијата и злоупотребата на правото на председател, тогаш или сега? Криво ми е што не сте го разбрали. Еве за да го разберете и граѓаните да го разберат, ние адвокатите, она што го кажавте, ги браниме човечките права и слободи и дословна примена на законот. Ако вие извршите упад во правниот систем и ги амнестирате пратениците кои што ги отвориле вратите и амнестирате уште десетина луѓе за кои имате политичка потреба, а ние се бориме за еднаквост пред законот, зошто јас би бил спротивен и контрадикторен на моите барања, кога барам сите да бидат еднакви пред законот, па барам и за останатите, ако веќе не се амнестирани, да бидат и амнестирани, исто како што барам за сите да одговараат. Така да во моето однесување нема контрадикторност, него има однесувањето на политичките партии. И втора работа, она што јас го кажав во судници, ако добро го следеа, беше работата на обвинителот. Ние, неколку адвокати, тврдевме, особено после исказот на Александар Нинџа, дека УБК направил упад во правниот систем, во полициската хиерархија и во начинот на раководење, и целокупната операција смислила и ги злоупотребила луѓето за своји цели и намени, политички или не, би покажало времето. Добро, ова не можев да одолеам да не ве Не, прашам. апсолутно. Можеме за се да разговараме, апсолутно. Колку може да се верува во искрените намери на политичките елити дека на вистина сакаат ефикасна борба за корупција, бидејќи реториката се менува кога политичарот е во опозиција, сосема поинакво однесување имаат кога доаѓаат на власт. Па ако живееме во држава каде што е екс-премиерот ние во бегство, каде се уште не е прекинат синџирот на неказнивост во државата, а дел од предметите на СЈО висат на конец
и на некој начин неизвестна е судбината на специјалното јавно обвинителство. Прашањето ми е како обичниот граѓанин да верува дека навистина политичките елити сакаат ефикасна борба против корупција, која што со промената на власта сега нив би ги засегнала? Прашањето е многу интересно и многу длабоко, бидејќи се изнаслушавме и постојано се слуша кога се во опозиција определени политичари да барат реформи на судството. Јас сум со години веќе во судството и од кога знам за себе, јас знам дека постојано се реформира судството и никако да дојдеме до реформи. Мене тоа сериозно почнува веќе да ми смета и јас сметам дека е потребен еден политички, ако веќе сакат политичарите, и тие кои се на власт, и тие кои се во опозиција, да владее правото и да почнеме ова држава да биде правна држава, тоа што го бара Европа од нас, за влез во Европа и почеток на преговорите, треба политички консензус на сите политички партии. Сите политички партии да седнат, да се договорат и да направат реформи на судството, али не вакви како што сега ги прават. Во недостаток на сила за персонални промени на определени кадри во судството, тие вршат измени на законите во кои се прави само некоја шминка, се додава или се одзема нешто што е веќе видено или веќе чуено. Мене посебно многу ми смета една работа, што секој пат се повикуваат и еве и во последните изјави на министрите за правда и не знам и на телата кои се формирани, сите се повикуваат на Венецијанска комисија и на согласување на Венецијанска кога им одговара на властите, усогласување на или отпосле кога ќе се донесе законот, бараме мислам. Да, но мене секој пат ми смета токму тоа што се повикуваат, а всушност се кријат за сето тоа. Бидејќи јас сум бил учесник на Венецијанска комисија. Венецијанска комисија ти дава она што ти им сервираш на нив. Тие не наметнуваат правила. Тие само оценуваат тоа што ние го правиме. Значи, не е недостаток не треба да се криеме за тие европски тела, него треба отворено, фронтално да излеземе и да кажеме да, ние сме за реформите во судството. Па видите, вие сега ние имаме една парадоксална состојба. Изборот на судии. Аз ке почнем од тоа. Значи, еден правосуден систем... Милена тема на... Да, избора на судии. Драго ми е со колегата, се согласуваме, имаме многу слични ставови и верувам дека и он ќе прифати. Моменталната ситуација е таква што изборот на судиите го врши Академијата за судии и јавни обвинители. А судскиот совет врши само распределба на веќе произлезените кадри од Академијата. Добро, тоа е стесен е обсегот на... Каде е тука улогата на судскиот совет? На судски совет излегува дека е во унапредувањето на судиите, а не во првиот избор на судија. Уште полошо, што се направи затворен систем. Тоа е по уште полошо. Направија систем на кариера кој го затворија, се затвори судството во еден низ на кадри и сега ние вртеме и кубуреме со истите луѓе и само се вртат од едно ниво на друго ниво. Тоа не е недозволено. Имаше се извинувам, само уште една речение за сакам. Да кажам дека почеток на кариерата кај нас е судија, а во светски рамки врв на кариерата е судија. Значи, завршетокот на кариерата е судија. Се случува да јас и колегата Звонко влеземе во судница, двајцата имаме преку 30 години стаж, заедно преку 60. Заедно преку 60, а судијата кој суди има само 30 години животен век. Да. Како гледате на тоа што целата надлежност ја препуштивме на првостепените судови? И зошто и после толку време нема една квалитетна анализа
од која што ќе се видат ефектите од тоа што првораздавањето е во основните судии, па ова што го кажавте вие, судии кои што немаат ни 30 години животен стаж, судат најтешки кривични дела. Дали треба можеби да се прииспита и тој дел? Никогаш И сериозно. можеби тој дел на реформите да се даде фокус на тој дел од реформите? Никогаш сериозно не се пристапило кон судските реформи, али навистина сериозно со издржани и длабински анализи за определени решенија. Јас она на почетокот што го реков, некој ќе дојде во Министерство за правда и ќе почне да препишува законот од Шведска, од Украина, од најразлични земји. Ние не сме ни Украина, ни Шведска, ние сме Македонија, имаме своји потреби, свој менталитет, свој начин на постапување и гледање на работите. И законите треба да ги приспособиме на нашиот народ, на нашето поднебје. За жал не го правиме тоа. Прв пат се случува длабинска анализа воопшто за мрежа на судовите, а ние мрежата на судовите ја направивме во секој град што имаме суд. Па имате онда ситуација да во Свети Никола имате обвинител кој е пред пензија и двајца судии и немаат кривичен совет, вие колега знаете што значи тоа, немаат кривичен совет, па позајмуваат судија од Штипскиот суд кој по пат доаѓа за да имаат кривичен совет од тројца суди. Да, ама ќе се сетите во какви услови се носеше организацијата на судството и колку беше на некој начин жртва на локал патриотизмот на одредени Тоа е пратеници. што сакам да ви го кажам. Го слушнав колегата Преска, вика политички консензус. Политичкиот консензус го имавме за СЈО, го имавме за Прашинскиот договор, имавме за милион работи. Луѓето нема доверба веќе, гледат излезноста. Прашавте Преска, дали имаат луѓето доверба во политичките партии по прашање на правните реформи? Немаат. Насушно им е потребна правда, правичност и навистина достапност на правда. Се гледа излезноста на последни избори, се гледа на референдумот, се гледа на многу работи и тек ќе се види, но тоа е работа на политичарите. Треба да се тргнат и треба од правниот систем и треба да сватат дека се правно неписмени и дека не можат они правниот систем да го регулираат, него тоа треба да направат луѓе кои се професионалци во таа област и кои знаат што треба да се направи. Колегата работи граѓанско право, јас работам кривично, маде и јас работам граѓанско доста предмети. Ако вие на човек, каде што е просечна плата од 20.000 денари, му кажете дека судската такса за да го оствори своето право е 48.000 денари за такса за тужба да плати, па 96.000 дека е жалбената постапка, како сте му возможиле достапна правда и пристап кон своето право да го оствари во судска постапка? Никако. Прво е финансиски голем проблем и огромен товар. Тука да не испадне гледачите да кажат, еве се зборува за судската такса, па и за адвокатскиот трошковник. Да, и адвокатскиот трошковник се направи огромен, значи навистина огромна ставка, но ние имаме можност таа ставка и да ја намалиме и на друг начин да наплатиме, па да му овозможиме на човекот да дојде, но судот, односно буџетот не прашта. Втора работа што реформите не се направиле на оној начин каде што сме ги согледале веќе проблемите. Ние согледавме проблеми со АКМИСот. Дури и постапки имаше пријави, немаме никаков резултат, никаков одговор, не бараме ние некого да осудат. Добро, во извештајот на Прибе јасно беа лоцирани проблемите. Едно извештајот. Но ако вие покренете постапка и повикате некои луѓе во обвинителство да дадат изјава, најмалку што можете да направите во ваква ситуација како обвинителство, да излезете и да кажете: овде нема кривично дело, не бараме ние никого на сила да осудат, али дајте информација што се случува со тоа. И имате ситуации во кои судскиот совет беше под лупа. Судскиот совет се бараше одговорност. СЈО излезе со точни констатации за попречување на правда. И таков специјален обвинител кажува дека тука нема кривично дело. Попречување на истраги, попречување на правда. Ве Потпуно се согласувам со колегата. Посебно тоа што мене многу ми смета дека ние чекаме да дојде некој Прибе и не знам кој, да дојде да ни каже нас дека ние имаме, а ние веќе ги знаеме проблемите и ги знаеме и ги лоцираме. Што сме ние помалку вредни? Ние имаме толку квалитетни луѓе, толку добри луѓе
и во судство, и во адвокатура, и во нотаријат, и во целиот правосуден Постои систем. уверување дека не е урнисан судскиот систем. И е. Дали се служувате со една Се таква... согласувам потпуно. Толку е девалвирано, толку е паднато нивото на довербата во судството, што и последните какво е анкети сега ви чувството покажуваат. од друга страна да ги гледате работите, бидејќи сте биле судија еден период, Да. а сега низ призмата на адвокатурата? Да, има таа привилегија да видам и двете страни на медаљата, и задната и предната страна. Сметам дека многу работи од тогаш кога јас бев судија се изменити. Видно се полошо изменити. или На на полошо, не на подобро. Сепак имаше, колегата ќе се сети дека пред многу години понапред се знаеше кој беше судија и како се влегуваше во суд. Така е. А сега веќе немаме ред. Да, помалите друга судии работа- тврдат дека немаат ни од кого да учат. Не само, видите, управо тоа сакам да го кажам. Сега се напикаа судовите со определени кадри и сега имаме една ситуација во која е пат ситуација. Судии искусни во прв степен, а апелационите судии Или врховен. или врховен судија доаѓа од администрација. Ве молам. Да. Ве молам. Колку на 2004 функции во судството Давидовиќ се уште се доаѓа по политичка линија? Апсолутно. Апсолутно. Тоа не се сменило и не можело да се смени затоа што не се извршени реформи. Вие на чело на Врховниот суд се уште го имате истиот човек. До вчера беше истиот човек на судскиот совет. Не може тоа преку ноги да се смени. Друго сакам да ви кажам. Тоа што се направи затворен систем. Прво, ги погодува луѓето кои се стручни соработници по 15-20 години во Да. судовите, кои се исклучителен квалитет и кадар. Значи, тој кадар сте го создавале со години, сте го создале и наеднаш го фрлате на страна и викате, овој кадар не ми треба. Ние не сме толку богата држава да можеме тоа да си го дозволиме. Така лесно Дури да ни се богатите откажува држави на не го такви. прават тоа. Второ, адвокатите воопшто ние 2004 година, ако не грешам, можевме да бидеме суди на Врховен суд. Да. Сега не можеме Може ни ни на на основен суд. основен да бидеме. Ни на основен, што е голема срамота. И не се размислува во тој дел затоа што има исклучително добар кадар и во адвокатурата. Трета работа. Изборот на судиите имате ситуација во која судија на апелациониот суд и на Врховниот суд нема малтене никакво искуство. Од двај станал судија и протрчал догоре. Ми се случувало, еве по име и по презиме, она што го кажа колегата. Пред многу години, по жалба во трет степен, пошто беше запретена и пресудена доживотна казна затвор, во трет степен во жалбена постапка, Дане Илиев беше судија и председател на Советот. Па јас мислам дека на факултети на правосуден испит полесно поминав, него бранејќи жалбата. Ама тоа е кога судија знае и го прочитал предметот, имаше милион прашања кои ја морав да ги објаснам. И немаше можност адвокат тек така или обвинител да се појави неспремен на судење, затоа што многу тешко и лошо ќе поминавте. Да. Сега Во една предметите... прилика, Само да ако го ми прашам. дозволите, само една мала дигрезија. Една поранешна обвинителка, сега веќе во пензија, вели кога требаше да браниме безазе. Колената ни се тресеа пред нормално, Врховен суд, тоа е бидејќи Врховен имало суд. и авторитети, Тоа е Врховен суд. имало борба на мислење, правни аргументи требало да се образложат. Јас би го, еве, со колегата би го прашал него, моето искуство и како суди и како адвокат ми кажува една работа. Дали ви се случило во постапка да ви отвори апелационен суд постапка за преиспитување на одлука и да ве повика на јавна седница? Кривично да, пошто бараме, Кривично да, али за граѓанско? Граѓанско само еднаш во цела моја кариера. Јас не се сеќавам на такво нешто. Само еднаш, Ја не се сеќавам на такво нешто. Нити сум слушнал дека што такво е нешто што е има. трагично. Што е трагично и се согласувам со тоа. Имаме абсурдни ситуации во судство и не се проблемите само она што често пати го кажуваме и не знам, го Ова лоцира са финеси, пример. ние отидовме Има да идеме многу на... проблеми, Имаме многу многу суштински. покрупни работи Така е. кои во судството ни фалат. Прво треба да се преиспита мрежата на судството. Ние не можеме на 10 километри имаме судови. Тоа е недозволено. Ние не сме богата држава.
Не е направена анализа на бројот на судии. И проширената надлежност Нити- исто големо нити прашање. прашањето Кои судии Тоа треба како да добијат? доаѓаше кој судски И не совет само меѓу то- и не првите само тоа. приоритети беше споменувана новата организација на судството, а до ден денеска А ништо не знаете е што не е сменето големата во тој дел. трагедија? Што ние имаме судови во малите средини, каде сега им е дадено да судат до 50.000 евра. 50.000 евра за нас е многу пари. И сега имаме еден локал патриотизам, каде што во суштина секој пат се тужените од местото каде што ги судите во тој суд. И сега јас судам во Свети Николе, бидејќи колегата го спомна, тоа е место од 12-13.000 жители, кај сите се познават и сега судите очекувате да ве биде. Секој пат локал патриотизмот надвладеал над. Тоа е правдата. едното прашање. Сега По мене, прашањето на поставувањето на судии и на обвинители е дури прашање на промена на местото на живење. да. А друго сакам да ве прашам, и двајцата сте адвокати, имате клиенти. Колку ви се случува во денешно време да не можете да им објасните на вашите клиенти дека во Македонија и покрај доказите кои што ги имате на рака, немаме предвидливост на казната. Затоа што зависи, да кажеме, кој судија е председател на совет или како ќе биде расположен. Па не само во кривични, во граѓанска е така. Не можете да претпоставите не знаете каква да ќе биде претпоставите одлуката. кој судија ќе ви се падне и што ќе ви бара тој И тоа е судија. жално и тоа е тажно. Се обидува во кривичната материја да го направат тоа предвидливо и изгрешија многу, затоа што му одзема на судија право на индивидуализација на казна, па создадува еден монструм од правилник каде што Да. според хоризонтални и вертикални линии, ако сте љубоморни, сте станали на лева нога и имате бркови, вие никако не можете да добиете условна осуда. Тоа беше многу тажно и смешно, среќа што се укина тој правилник и закон, но во едначување на судската пракса доаѓа на крај кога ќе ги решиме проблемите кои ги имаме на почетокот со изборот на судиите. Знаете, Да. Зошто не можеме да најдеме и после толку години успешен модел на судски совет? Ама не наоѓаме, не е домел моделот. Погледнете ги слични модели во светот. Да имаме правна и политичка култура. Прво, ние немаме никаква култура, за жал, многу малку демократска култура. Ја често пати кажам, ние сме дури тек втора генерација возачи, па ние се обраќајна култура немаме. Некои луѓе имаат пета или шеста генерација возачи, кои знаат да се однесуваат во сообраќајот, а замислите тек околу правната култура. Ние имаме голем проблем околу прво изборот на судиите и вреднувањето на нивната работа. Секој судија треба да свати дека со трајниот мандат, значи никој не може да го разреши освен ако не стори кривично дело, дека со самостојно финансирање или реално самостојно финансирање никој ништо не му може и дека он навистина треба да е трета власт и треба да е власт која правораздава и чива одлука важи и за извршната и законодавната власт. За жал, нашите судии... Тоа е основна категорија. Нашите судии на тој притисок не одолеа. Имаме земји во кои, ја милиони пат кажам, секој извршна власт сака да стави рака на судството. Но постојат судии кои што многу добро знаат да одолеат на тој притисок и да не дозволат да ја свиткаат кичмата. За жал, го лоцирам, еден од проблемите е и судски совет кој беше избран од луѓе кои нема ни морален ни интелектуален капацитет да ги заштитат своите колеги. Напротив, ги напаѓа, па создаваа предмети по политичка потреба, како што е, например, јустиција. Така да, ако немате вие некој да ве заштити, као орган кој ве избрал, кој ве изгласал, него бара само да ве разреши, вие на крај ќе останете сами и на вистина ќе се плачите да донесете ваква или онаква одлука. Малку е абсурдна целата оваа ситуација. Ако велиме дека извршната власт и законодавната се менливи, се менуваат на 4 години, а судската е трајна, има трајни гаранции, зошто тогаш не е повеќе отпорна на влијание? Не само од овие две власти, туку и од други центри на моќ.
Па управо тоа што немат воспоставен интегритет. Пред се судите треба да имат интегритет. Никаква дисциплинска поставка. Го читам сега измените на законот за судски совет. Ужасно ми смета она дисциплинска одговорност на судии. Искрено ќе си ви кажувам. Тоа е еден инструмент на дисциплинирање на судиите. Судскиот совет, по мене, во држава во која што живееме ние, со 2 милиона жители, и сега последните избори покажаа дека активно население полнолетно е 1.800.000, немаме ни 2 милиона, не може да има такво монструозно тело од 15 члена судски совет и то професионално. Тоа треба да биде волонтерски да се работи. Тоа да биде почесна улога. Добро, на времето имаме во многу држави. Имаше укажување од Бугарија Има за во многу држави деформитети, такви а не ги системи. земавме сериозно. Има такви системи многу во светот, кај што судиите членуваат по почест и вршат избор и оценуваат судии. Исто оценувањето на судии е крајно несериозна работа. Да. Тоа е крајно несериозно. Вие да му давате на судијата оценка добар, многу добар и одличен. Нема прашање кој му ја дава оценката. И питање Членовите на кои се судскиот совет, критериуми? членовите предходните членови на судскиот совет нема напишано судска пресуда. И они проценува и ценеа кој судија каква оценка заслужил. Тоа беше срамно. Да, имавме ситуација и основни судии да бидат ние се залагавме многу за тоа да членовите на судскиот совет бидат судии по потреба адхок да бидат свикани, да постои една дирекција која ќе биде помошен орган на судскиот совет, председателот да биде начело и да биде професионалец, а другите по потреба да се викаат. Затоа што никогаш нема да се одвои судијата од својата база, па да биде и седи 7 години и да заборави дури и да суди, него ќе биде прашан од колегите зошто вака гласаше. И он ќе ги представува на вистина своите колеги во судскиот совет, затоа што ќе седи со нив секој ден и ќе правораздава во судот, а не да се заборави 7 години. Зошто тогаш се избега од принципот кој што беше утврден во стратегијата за депрофесионализација тоа ќе треба да ги прашате луѓето кои што веќе прашање за политичките од извршната власт, политичките фактори. Инаку ние дереджето на судскиот совет е толку паднато ниско, што имавме ситуација кај што имаше и само предлагање за председател на судски совет. Судија сам се предложи за председател на судски совет. Тако нешто е. Јас до сега немам прочитано во нијна светска. Дали очекувате нешто од новите членови, дека ќе донесат некаква свежина и промена во судскиот совет? Еве, минатата недела имавме избор на нов председател во наредните 2 години. Јас го знам сегашниот председател многу давно, како уште председател на судот во Штип, па и понатаму како напредувал, но ласта не чини пролечи, викаат србите. Ние немаме сериозни и длабински промени, немаме сериозни истражувања зошто дојдовме до ова дередже и да едноставно да ги направиме законите не според персоналните потреби во мигов. Не гледајќи некои луѓе кои се сега, па да не се повтори истата работа. Ние треба сериозно да пристапиме кон истражување зошто ова се случи, кои проблеми во пракса ги имаме, тоа практичарите го знаат, и да ги направиме законите да дадат одговор и решение на сите тие проблеми. Неминовно е еден ден да мора правниот систем да функционира. Оти државата не може да оди напред без оглед на сите политички решенија, сите членства, ако го нема правниот систем. Имате ли чувство дека политичките компромиси се прават на грбот на судството? Апсолутно. Вирков што е почетокот. Тоа е ситна пара за раскусување на политичките партии, така да тука нема дилема. Тука е борбата, што рече колегата, на секоја извршна власт да стави рака на судството. Да, меѓутоа колку тука вина има и на самата судска власт, бидејќи како да не успеа за овие 3 децении да се избори за својата позиција. Па се должници на определена. Ако донесете закон за амнестија,
па жешкиот коштен кој што го изгласале пратениците, а немаат ни храбро сами да го спроведат, го дадете на судиите и обвинителите. И при тоа законот е манлив. Па вика првостепениот суд кој ја донел првостепената пресуда. Воопшто немаше првостепена пресуда, луѓето ги амнестираа судиите и обвинителите и тоа во единица настана голем проблем кој да го донесе решението. Судечкиот судија, кривичниот совет. Не знаат и судиите, она што кажува колегата, добар дел се должници, добар дел не знаат, добар дел не сакаат, а политиката е моќна. Моќна алатка, особено извршната власт. Да, фокусот го ставаме само на судството. Дали судството е на вистина најслабата карика? Ја би сакал само или уште една целиот работа. правосуден систем не е на некој начин дефектен и Пред да се префрлиме на целиот правосуден систем кој го фаќаат и нотари, извршители, јавни обвинители пред се, тука ги ставам на број 2 во целата таа низа на чинители на правосудниот систем. Би сакал да кажем една работа. Мене често сега како адвокат ми се случува да има многу често странски инвеститори. Првото прашање кој ми го поставувате е прашањето која е мојата гаранција на заштита на капиталот. Така е. Јас никој пат не можев на ниеден да дадам одговор. Зашо не сте направат специализирани судови? Видите што се случува со Управниот суд. Управниот суд во старт се роди 7 месече. Кога формиравме Управниот суд, немаше постапка за жалба. Дополнително се донесуваше. Така ли беше? Така е, така. Сега, што се случува? Зашо не формираме трговски судови? Зашо ги укинавме? Ние околу нас, ние на окружување, нити на европско ниво, нити на светско ниво, ниеден суд не е укинат до 100%. Излегува дека се враќаме на почеток. Па да. И на она што беше до 90-тите и што Нема да функционираше. заборите дали е почетокот, дали е крајот, али ова сигурно не е решение, затоа што јас повторно ќе ви кажам, во тој период судството живеше голем углед. Судството функционираше и правораздаваше. Ретко можам сега да кажам за некој суд дека правораздава, што е врв големо достигнување за еден суд. Немаме таков, за жал. Обвинителството исто. Во старт, специјалното јавно обвинителство беше формирано со политичка одлука токму затоа што обвинителството не функционираше. Сега повторно лутаме што ќе правиме со специјалното јавно обвинителство. Никакви реформи во обвинителството, ни кадровски, никакви не се направени. Исто као судскиот совет и советот на обвинители е едно монструозно тело кое нема пред никога одговорност. Треба да има и сето тоа мора и треба да се смени. Има предлози, има закони кои се предлагаат, но никако да бидат усвоени, никако да профункционираат, но сериозно да се разгледа, затоа што кога предлагат еден закон, имате другата политичка партија каде што седнале политичарите преговараат и онда имате 200 амандмани на еден закон. И од она што професионалците може би го направиле, во собраниска процедура доаѓа некој квази закон за кој никој не знае кој го предложил и зошто вака мора да биде, решенијата се катастрофални. Затоа што повторно се цени и се оди кон политичкиот кеј, политички консензус, политички договор, навистина не е во ред. Барем за правниот дел. Да, се согласувам потпуно со колегата. Вие начнавте едно ново прашање кое не води на пошироко ниво, кај што функционирањето на целокупниот правен систем. Тука влегуваат и јавните обвинители, нотарите, извршителите И адвокатите. И меѓу другото и ние како адвокати, како фела која сериозно треба да претрпеме и ние самите треба да претрпеме определени промени. Излегува дека не сте дошле на ред во реформите. Не, како ние адвокатура. сами треба тоа да го направиме. За доброто на нас, ние сами треба тоа да го направиме, за да имаме образ да го бараме и од останатите чинители во правосудниот систем. Колку специјалното јавно обвинителство може да ја плати цената на тие груби политички договарања, кои што се уште се нацени? Па ја мислам дека специјалното јавно обвинителство вака како што е поставено до сега
не покажа некои посебни резултати. Не знам дали колегата Давидович ќе се Немаме сложи. пресуди, резултатот е пресуда. Тие направи, да, ние немаме уште една пресуда имаме. Колку е тоа вина на специјалното јавно обвинителство, а колку на Па на тука се судството? покажува, тука се уствари покажува недостатокот на право раздавање, бидејќи ние формиравме едно специјално јавно обвинителство, се направи остапка мимо уставот, се направи едно такво тело, а од друга страна имаме едно тромо судство кое е тешко покренливо. Вие имате одлагање на рочиште за онака адхок, за мала ситница, а и судиите со душа чекат само да го одложат. Не знам, колегата дали ќе се сложи со мене. Има и такви ситуации. И такви Но ситуации дали сме можеме доживувале. толку лесно да се откажеме од капацитетите на специјалното јавно обвинителство и на она што беше вложено во специјалното обвинителство во овој период? Нема, не се откажуваме Сепак ние. Не, тоа е далеко од сериозни тоа. Ние не се откажуваме. капацитети се таму вградени, истражни центри. Колку искуството на специјалното јавно обвинителство може да биде исползувано за да се постават на вистински основи и онака како што треба редовното обвинителство? Токму формирањето на специјалното јавно обвинителство, неговата функција, покажа колку е слабо судството. Од они направија специјално јавно обвинителство. Ама каде е судството тука? Покажа и друга работа, колку не функционира обвинителството, но покажа и трета работа дека со финансиски средства е возможно да се формира истражен центар, дека многу брзо можете да дојдете до докази, но покажа дека ако и понатаму има политички влијанија за местото и улогата на специјалното јавно обвинителство, резултатите нема да бидат добри, затоа што специјалното јавно обвинителство во мигот нема резултат, нема многу пресуди. Една е и има предлог што да биде понатаму, доказ што да не биде, бомбите кога да се уништат и како да се уништат, што може во постапка да биде доказ и вие му ги кратите крилјата на обвинителството и на судовите и едноставно кажувате на извесен начин. Не е битна вистината. Битно е да дојдеме до некој политички консензус и да одиме напред. Не, вистината е многу битна. Затоа што ако ги ставите работите под килим, тие еден ден ќе излезат, а решение ќе немате и ќе биде уште полошо него што е. Потпуно се согласувам дека се вложи многу во тоа обвинителство, но за жал тука судовите потврлија. Требаше кога се формираше такво обвинителство, требаше да се направи и посебно одделение. Се договараше и тоа, али? Да, се договараше и тоа, ама не успеа да го договорат. А ова се направија рокади на судиите. Имавме ситуација кога се менуваа судии 3 пати, колку колега, 3 пати ги менуваа судиите? Не знам дека ротира многу често. Многу често имаме ротација на судии, кај што можеше да почнуваат постапките од почеток, тоа најдобро го знае колегата, повеќе може да го коментира од мене, бидејќи јас го следам сето тоа и сериозно ми смета. Дали ќе дочекаме ден кога на вистина ќе се позанимаваме како држава, се разбира со помош на обвинителството, со висока корупција? Ќе мораме. И ние не би биле адвокати да не веруваме во правда. Второ, мислам дека ако нашата политичка гарнитура и не сака, sejedno од која страна е, која позиција, која опозиција, небитно, мислам дека ќе не натерат. Затоа што Европа, не дека е таму совршено, не дека и таму нема големи проблеми, но условите се јасни. И за нив не можете да преговарате, него морате да испорачате резултати. Ако седнете на преговарачка маса, таму сме виделе како изгледаат нашите смешно представници на определени органи, каде што мислејќи дека ги замајаваат луѓето кои како странци се многу присутни овде, ги знаат работите, дека на тој начин ќе добијат некакви поени. Луѓето бараат резултати, ама резултати на дело. Бараат резултати, меѓутоа од друга страна и Европа се соочува со
криза на судските системи во некои земји од Југоисточна Европа. Да, ама денеска видов една многу интересна работа. Денеска слушав многу интересна работа. Дека во Полска сите уставни суди денеска се разрешени. И сите се под истрага. Значи, видите, доаѓа сериозен проблем и криза на судството, обште како институции. Ние можеме да се соочиме и додеме со текот на времето, а ние сме многу далеку позади. Тоа требаше во почетокот да се направи, затоа што ако не го расчистите, колега, својот двор, јавниот обвинител кој што беше поставен, ако не го расчисти својот двор, а не го расчисти, значи обвинителството, судството, нема кредибилитет да настапува понатаму, а гледаме и начинот на кој настапува. Значи, ќе мораме ние, оно што го каже и колегата, да го расчистиме нашиот двор, да го расчистиме судството и правосудството, тогаш можеме да тргнеме напред и со законски измени и со реформи. Имаме ли тоа сила како држава тоа да го направиме? Имаме и капацитети. Или ќе ни треба принудна управа во имаме сила, судството? имаме капацитети. За жал тие луѓе не можат да испливаат поради ваквиот начин на однесување на политичките партии и решавање на политичките проблеми. Секогаш кој имате политички проблем, се обидувате со правно средство и правна одстапка да го решите и да смирите работата. Ама само се разгорува огнот. Ја денеска на сајтот учеството на пошироката јавност во односењето на закони, ова што го начина колегата, денеска на сајтот на Министерство за правда прочитав дека за законот за предлог, нацртот на предлог на законот за судови се закажани само 2 јавни расправи. Пазите, се носи закон кој го решава сериозно проблемо на судството, а се закажуваат само 2 јавни расправи. Никога, никаде, никој не знае. Ниту сум видел, нити сум слушнал. А редовно пратам и штампа, и портали, и состојбите во судството. Но сепак имаме една нада. Во сето тоа што рече колегата, вистината мора да излезе. Свети Петар има една негова многу добра мисла кажано. Правдата е светло на врв на планината. И колку да ја сокривате, ќе ја видите од секој да е каде што ќе ја погледнете. Така да верувам дека и вистината и правдата во Македонија ќе завладеат со сериозни пристапи и промени и формирање на пред се правење анализи и формирање на сериозни тела, ама не овака како што сега ги формираа. Колегата е член на телото за реформи. За следење на имплементација на реформи. Но не знам колку пати, сега јавно го прашувам колегата, колку пати се состанавте и сме имале 10 седмици, но да, ама колку но резултатите ги гледате и сам, да не ви ги кажам. Последно време немаме седници, резултатите се тие кои што се, нема резултати. За жал. Тоа управо сакав да го слушнам. Затоа што сега сме во ек на кампања на председателски избори. Голема опасноста во недела да се исполни цензусот. Хипотетички зборувам. Доколку не се исполни цензусот, тоа ќе доведе до нова политичка круга и политичка криза и сето тоа како да ги става во втор план реформите, но и очекувањата на граѓаните да тргнат работите на подобро. Знаете како изгледа ова? Чекаме председателски избори, па цензус, па ова, али криминалците не спијат. Убиците не спијат. Не спијат проблемите кои ги имаат луѓето за остварување на имотни права, на алиментации, на други работи, на семејни пензии. Не спијат тие проблеми. Работа на политичарите да се бават со политика. Правно се неписмени, нека се тргнат од правото. Но, ако сериозно не пристапиме, прво кон утврдување на одговорност на сите досегашни чинители за ваквата состојба, ние напред нема да одиме. Реформите треба да почнат од почеток, со чистење на својот двор. Дали треба да очекуваме и дали мислите дека е добро решение ветингот во судството, но не и во судството и во некои други професии?
Ма тоа е парцијално. Не може да биде само тоа добро решение. Сето тоа е парцијално. Пак ќе ви кажем, еви колегата неколку пати ви кажа, треба многу сериозно, аналитички и длабински да се направат истражувања и да се предложат решенија. Ние често пати имаме само констатирање на проблемите, но не и нудење на решение. Имаме тела за реформи каде што и мене тоа ми се допаѓа, што и обвинителите и судиите дискутираат, али прв пат се случува да дискутираат честно, да ги лоцираат проблемите. А колку се слуша нивниот Но глас? тоа е она што сакав да ви кажам. На крај повторно Последниот збор го има политиката. така е. Тоа се е влегува тоа. во собрание. Тоа е тоа. 99,9% од законите се предлог на извршната власт. Не, и Така на крај доаѓате и у ситуации кога сте дали и други предлози и као се усвоени, на крај да го видите законот и навистина не препознаете ништо. Да. Да. Господа, ви благодарам за учеството Благодарим и во на вас. вечерашната Благодарим и на емисија. вас, Ми да. беше задоволство. Очекував дека барем за некои прашања ќе имате различни мислења, излеза дека се согласувате во многу работи. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не за 7 дена на истото место и во истото време. Останете со програмата на 1 ТВ. Тоа е затоа што сме правници.